Трговија ја либерализиравме, сега треба да се либерализира трговијата со услугите. Треба да се постигне елиминација на нетарифни бариери, олеснување на трговијата треба да се постигне, jer ние сега имаме слободна трговија, но таа трговија се среќава со многу пречки. Мора да постои транспарентност, да се постигне транспарентност во регионот, како во однос на владините мерки, така и во однос на податоци, статистика, индикатори. Наш се уште недостасува стратешка синергија во регионот, во смисла се носат на ниво на регион конкретни одлуки за конкретни активности. Ево, како пример ќе речем, ние во регионот сега во моментот нашите влади не седнала да донесат некоја стратешка одлука во однос на реконструкција на железница во ЦЕФТА регионот. Ево како еден пример. Секој си работи се уште унилатерално или во најдобар случај билатерално. Ова втора фаза од ЦЕФТА договорот треба до 2020 година да овозможи формирање на регионален производ, да се создават регионални добавувачки синџири и да се воспостават транспортни и трговски канали кои се вон регионот, односно насочени не само кон регионот и Европска унија, него и кон трети земји. Ово се кореспондира со стратегијата за Југоисточна Европа 2020. Ова стратегија е фактички промовирана 2011 година, во ноември месец нашите влади ја прифатија. Таа е креирана од страна на Европска комисија. Минатата година во Тирана, во ноември месец, кога беше ЦЕФТА недела, заеднички комитет кога заседаваше, нашите министри за економија прифатија акционен план за една од компонентите, а ги има 5, во однос на економски раст и стратегија за улога на трговија во економскиот раст на регионот. Зашто стратегија за Југоисточна Европа 2020? Европска унија, без оглед колку ние сме скептици во однос на многу нејзините мерки, има еден пристап кон своето проширување, а тоа е да создава партнери. За разлика од некои други економски сили, таа сака да има партнер, а не колонија. Според тоа, таа схвати дека регион овака сам препуштен на себе си, бидејќи ЦЕФТА 2006 е единствен документ во регионот во кој нема подписничка нека трета страна меѓународна, него чисто е регионален производ. Очигледно дека немаме сили и капацитет да истераме до крај сами имплементација на ЦЕФТА и да таа имплементација има репрекусии во однос на индикатори. Таа донесе таа стратегија за Југоисточна Европа 2020 како некој одговор на регион на стратегија за Европска унија 2020 и нејзиниот развој. Таа е направена и моделирана спрема нашите услови, али и во светлина на посебните услови што ги создава економската криза. Овие стратешки цели треба да не доближат до некаков си стандард на членките 27 од Европска унија, преку зголемување на бруто домашен производ по глава на жител, преку раст на вкупната регионална вредност на трговија со стоки и услуги за 130%. Сега во моментот, за прва половина 2012, 51 милиарда евра е вкупна трговина на ЦЕФТА регионот. Од 51 милиарда. Од што извоз е, кога зборуваме за интрарегионална трговија, и изjednačen, немаме голем трговски дефицит, така да имаме 3,5 милиарди извоз и 3,1 увоз во рамките на самиот регион. Имаме со трети земји извоз негде околу 11 милиарди
i uvoz 23 milijardi, 23,5 milijardi i v odnos na Evropska unija imamo izvoz kako region 8,2 milijardi evra i uvoz 15,1 milijarda evra. Znači i ovo 130% i nije neka nedostižna brojka gledana v odnos na 2020. godina, ipak je to dosta dolg period. I strateška cilj je namanjivanje na regionalan trgovski deficit od 14 na 11,6 od regionalni bruto domašen proizvod.